Почитувани, добар ден, време е за црвена линија. Преспанското езеро, едно од најстарите во Европа, се соочува со алармантно намалување на нивото на водата. Во последните 60 години езерото изгубило околу 40% од својот воден волумен, со годишно опаѓање од 19 сантиметри. Ако овој тренд продолжи, се предвидува дека езерото би можело да пресуши во наредните 60 до 80 години. Охридското езеро, поврзано со Преспанското преку подземни канали под планината Галичица, исто така бележи и загрижувачки пад на нивото. Во ноември 2024 година нивото на Охридското езеро било 23 сантиметри под просекот, што укажува на сериозни хидролошки промени. Дореанското езеро пак се соочува со своји предизвици. Иако податоците варираат, јасно е дека сите три езера се под влијание на климатските промени и човечките активности. Недостатокот на врнежи, зголемените испарување и прекумерната употреба на вода за наводнување придонесуваат за оваа состојба. Светот се соочува со криза на свежа вода, а ние, иако ја имаме во изобилство, не успеваме да ја зачуваме. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку Управата за водостопанство е одговорно за одржување на хидросистемите. Но дали навистина знаеме како да управуваме со овие природни ресурси? Ако продолжиме со ова неодговорно однесување, дали ќе останеме без вода во езерата? Време е за итна акција, природата не чека, а нашата иднина зависи од одлуките што ги носиме денес. Знаеме ли да се грижиме за езерата? Тоа се дел од прашањата кои што денес ги поставува црвена линија, сега го поставуваме и прашање на Инстаграм, затоа заследете на таму уште веднаш и кликнете на Инстаграм стори. Заследете го сега кој профилот на Телма телевизија, повторно кликнете на Инстаграм стори, паралелно на овие две места ќе можете да одговорите на денешното прашање. А всушност денешната анкета е: дали ако продолжиме со ваква грижа ќе останеме без езера? Имате, како што гледате, две опции за одговор. Да, не кликајте на вашиот одговор и секако ќе собереме, резумираме во проценти и ќе ги соопштиме резултатите таму некаде кон крајот на црвена линија. Сега во продолжение ќе го погледнеме и прилогот на Емилија Мисерлиевски, а потоа почнуваме со вас. Преспанското езеро секоја година губи огромни количини вода. Брегот е во кал и тиња, трската ги голта некогашните плажи, а нивото е 6 метри под нормалниот водостој. Состојбата на терен е повеќе од загрижувачка и веќе е неизвестно ќе има ли идни на Преспанското езеро. Продолжува драматичното повлекување на водата во Преспанското езеро. Климатските промени и долгогодишната негрижа се причина за оваа еколошка катастрофа. Сместена меѓу два национални паркови Галичица и Пелистер, со исклучителна природна убавина и потенцијали, Преспа ги има сите предуслови за развој, но туризмот пропаѓа со иста динамика како и повлекувањето на езерото, а сега веќе се отвора и прашањето за опстанокот на живиот свет. Туризмот е загрозен. Преспа беше една и единствена, сега дојде на најниско ниво. Па некој вид на риби се намали. Ради нема мрестилишта, нема ова, многу работи ги нема. Со години се најавува спас за Преспанското езеро, но досега речиси и да нема конкретни мерки. Климатските промени, користењето на водата за наводнување, истекување под земја се едните од најголемите закани со кои сите треба да се соочиме и да ги решиме. Овие проблеми не можат да чекаат и затоа е потребна идна и координирана акција. Денеска по иницијатива на Министерството за животна средина, поддржана од Албанија и Грција, пристигна советодавната мисија од Рамсарската конвенција под чија заштита е Преспанското езеро. And we would like here to see renewed attention, stronger investment, as we already know the route is already very rich with actors supporting these lakes as EU, UNDP and GEF and the governments, the three governments.
And we would like to see these renewed efforts for even greater success. Советодавната мисија деновиве ќе биде во обиколка на Преспа во трите држави, пошто ќе изготви препораки за идно управување со езерото. А сега сакаме секако вас да ве слушнеме за учество во Црвена линија. Доволно да го завртите нашиот број 02307-005 и ве замолувам уште од самиот почеток, секогаш штом ве вклучат од режија, во истиот момент намалете го целосно тонот на ТВ приемникот. Ова особено го укажувам на оние гледачи кои што верувам еве за прв пат ќе се вклучат во Црвена линија во оваа контактна емисија, ќе споделат со останатите граѓани гледачи кои се нивните одговори, а нашето денеска централно прашање е многу едноставно до сите вас е всушност како ви се чини, знаеме ли да се грижиме за езерата и дали ако продолжиме еве со оваква грижа ќе останеме без езера. Да видиме дали веќе имаме соговорник, односно некој со кој што веќе ќе започне денешната Црвена линија. Добар ден. Да, добар ден. Добар ден. Па еве, умееме ли како држава да се грижиме за езерата? Поздрав до вас и до телевизија Тилна. Благодарам Видите многу. да ви кажам нешто. Овде со годиње се бара спас за Преспанското езеро, али овде се многу присутни природните феномени. Овде не е само дождот или било што. Овде има понирање на водата, каде што треба хидролозите, како стручни кадри, да го изгледат тоа како би го стопирале. Али кај нас тоа ретко може некој да земе обврска, пошто ви реков, преку 15 години тоа кај нас е присутно. Не знам колку пари да одвојат, џабе парите, како што Дојранското езеро го наполнија со вода. Тогаш задоа големи обврски. И градоначалникот и државата. Сега не преземам обврски, ни градоначалникот, ни државата. Затоа за Преспанското езеро тешко да има спас, затоа што тоа езеро понира по природен пат некаде водата. Не ни од наводнување, ни од земање на водата. Затоа јас државата би ја замолил и Институтот за хидрологија подхитно да преземат мерки да видат кај понира водата од езерото. Ви благодарам многу. Ви благодариме и ние со вас започнуваме практично и со гледачите во Црвена линија. Да видиме, се извинувам, какви следни одговори ќе слушнеме на 02307-005. Добар ден. Ало, добар ден. Па дали еве умееме доволно да се грижиме за нашите езера? Како не? Еве, например, ивчевна македонците, мора да ивчезни езерото, не може така, мора заедно да одиме. Ние ќе одиме во Антарктикот горе, северњаци сме, и да го ставиме езерото. Идејата има дупка дупнато, надолу, и кузне кај тони, негде во 50.000 километри удолу пропаѓа в земјата. Требало за наводнување. Што ќе наводнуваме? Овие знаат што зборуваат. Земјата не е изработена, што ќе наводнуваме? Камењи ќе наводнуваме? Државата, народот го уништивме, езерото ќе стоело само и не може да стои. Без македонци, северњаците не им треба. Ледена доба горе, вода, ладно, мраз, снег, што сакат има. Срамо тоа што го зборува луѓето. Не се движат заедно, како што оди. Се заедно треба да оди. И вчезнува водата, и вчезнува народот македонски, и што бараме друго? Него испуштале овие, како да кажам, преспанците егејски. Како не го испуштаат езерото? Кој ги испушта? Да не го пие некој, да не пие водата. Ево, Преспанскиот договор навака. Благодарам многу за одговорите. Секако и напомена, особено оние кои што ќе потенцираме, еве ќе се вклучат можеби и за прв пат и ќе ни биде драго еве
да бидете дел од Црвена линија и да дадете одговор на прашањето дали знаеме доволно да се грижиме за нашите езера. Секогаш во предвид да го имате и време траењето на едно излагање е 90 секунди, така да тајмерот го објавуваме на екранот, за да можете да го мерите искажувањето. Бидејќи тајмерот автоматски се исклучува на 90-та секунда. Добар ден! Добар ден и среќен празник на ромите, дека се живи и здрави. Благодарам. И сега... Така, еден чичко се јавува од Пробишивскиот крај. Еве, ви се чини ли дека знаеме да се грижиме за езерата? Не само езерата, еве, мојот крај Пробишивски, Злетовичка река Рика, никој не работе, лази, сите политицизари са наме, господице. Водата така, трски, врешници, тоа е чудо, од Злетово до Крупиште, се е пустелија. Сите са наме политичари, еве како првиот. Само север, друго, југ, како дуне ке го стопе с него. Жално и срамно е што имаме природно богатство, не го користиме, да ти кажам искрено. Тоа е чудо невидено, што се нас оваа наша мила Македонија. Ајдучи стара ми, само друго не владеат ништо, господице. Златни оризи имаме ние, јас сум на 80 години. Абе, паслиџани, пипер, тоа се... Сите сега те вие ги наприја претходната влада маркуана, дрога, нека се другира младата, нека бега, нека оде по кафичи, не го интересира земјоделие. Злетовица вода нека тече надоле у Егејскиот дел. Жално и срамно е, до кога ќе одат со овие до чистата арамиите, не знам. Него да сме живи и здрави, и днината, да се живи и здрави, а младина што ќе дое по нас, ние готово веко го прокараме. Благодарам за одговорите во Црвена линија. А сите вие кои што може би ви е полесно или нема да успеете во живо да го дадете одговорот на прашањето знаеме ли да се грижиме за езерата, секако ова прашање можете да го одговорите и на социјалните медиуми, поточно на што ви треба е Facebook, профилот на Црвена линија, и ќе подсетам, но и профилот на Телма телевизија, бидејќи секојдневно Црвена линија и на овој профил ги објавува темите за кои што зборуваме со вас. А еве како изгледаме таму. Верувам ќе имате, еве како изгледаме, фотографија, а прашањето дали ако продолжиме со оваква грижа ќе останеме без езера. Ве подсетувам, пишувајте коментари, секако држете се до етиката во говорот, тоа значи да бидеме културни, без изговарање погрдни зборови, пцости, вулгарности, да нема говор на омраза или пак говор кој што алудира на насилство. Тоа важи и за вклучувањата и говорите во живо, но секако особено важи и за коментарите, бидејќи да вистина сакаме сите да ги прочитаме, а доколку нели излегуваат вон она што се нарекува културно, без има цости, вулгарности и така натаму, тогаш нема да бидеме во можност да ги прочитаме. Ете, тоа е она што ве моли Црвена линија, да се држиме до нашата етика. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Повелете. Поздрав од Роме од Вижево. Благодарам многу. Слушате сега, Тина. Овој водата се добива од снегот. Ево и во Вижево имаме чешма со деховита вода. Нема вода чешмата. Та иде од едно село Караорманско, Полм, што се вика. И пошто нема снег годинава, нема ни вода. И затоа и езерата се празнат. И сега имат некои случаи и некои работи да се прават. Ама најважна е природата. Таа дава све. И јадење, и пиење, и вода, и све. А ние и не се грижиме за тоа. Например, во Струга, Охридско езеро, имат река Сатерска, што се викат. И таа во едно село Волино излегуваше од Римон. И после направи да избегнат во езерото. И таму носи разни отпаци. Народот е виновен најпоќе за ова што се случува. А езерото Охридско е најдобро езеро. Зашто јас сум од Струга,
Струшко, близу до Струга 7 километри. И ја одев на пливање таму и на разни работи, и жена ми више за температа. И тоа треба да внимаваме. Благодарам, треба секако да подсетам да внимаваме тајмерот е 90 секунди. Оние кои што редовно не следат, а и учествуваат во црвена линија, верувам дека добро им е познато ова правило. Да го почитуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Па умееме ли да се грижиме за езерата? Доволно за езерата. Воопшто не се грижиме доволно за езерата. Не само Преспанското езеро, него и другите езера ќе претрпат истата катастрофа како и Преспанското езеро. Како прво не се одржува хигиената на езерата. Се фрлат разни отпадоци кои предизвикуваат распаѓање на многу минерали и на многу живи суштества во езерата. Езерата треба да се пунат со вода по природен пат, но исто така треба да има и канали кои ќе бидат спроведени од реките за да се надопунува таа вода што се губе со понирање на водата од езерата. Тоа не се работи сега. Да беше едно време како беше Југославија, ќе се најдеше начин како езерата да се заштитат од човеко. Затоа што природата си го зима даноко. Човеко ја уништува природата, а природата сега го уништува човеко. И треба да се најде начин како Преспанското езеро да добие доволно количина на вода за да не стане мочуриште. Во иднина тоа може да стане само едно обично мочуриште ако не се доволно... Благодарам многу за одговорите. Морам уште еднаш да подсетам, внимавајте само на тајмерот. Пишувајте и коментари, се разбира, ќе читаме нешто подосна и дел од коментарите, меѓу вклучување на гледачите, особено оние кои што подосна се вклучивте во црвена линија. А сега кои за сите останете, ве подсетуваме дека и треба да се кликне на telma.com.mk, пред се ќе бидете квалитетно, целосно и брзо информирани во однос на сите случувања во земјава и надвор од неа, а што се однесува до темата за која што зборуваме, задржете го своето внимание на следниот наслов, а тоа е дека Рамсар мисија е во Македонија, всушност која што треба да направи обиколка и секако да даде насоки како може да се избави Преспанското езеро од својата секако недобре дојдена судбина со оглед на тоа што брегот во моментот е во кал и тиња, а Преспанското езеро секоја година губи огромни количини на вода и она што загрижува е што трската дури и ги голта некогашните плажи, а нивото е 6 метри под нормалниот водостој. Практично состојбата е повеќе од загрижувачка, па ви се чини ли дека еве умееме да се грижиме за нашите езера? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ќе ве замолам малку погласно. Добар ден, добар ден. Добар ден, повелете. Па видите, зашто не овие проблеми ги немаше у СФРЈ да се исцрпуваат езерата? Колку имам 15-20 години се откри дека Торјанското езеро го исцрпуваат грците. Тоа е број 1. Кај се изворите на нашите езера? Дали се на македонска или на другата страна кај граничим, на Албанија или Грчка? Па кинезите направија кинески зид, дајде и ние ќе ги преградиме езерата, па вишокот вода или ќе го земеме или нека го земат. Па да видиме кај е изворот и кај треба водата. И дали треба да чекаме ние снег и дожд. Доволно има вода и имало и ќе има, ако се не се плашиме, ако си го заградиме, по селски речено започиме нашето. И ќе видиме кој има и кој нема. Па во Банјо да немате луѓе, вода за пиење немаат луѓето. Вода нема за пиење. Тука во езеро не нема чиста вода за пиење. И Грчка. Значи, тука еден голем дел од проблемот лежи. А што не сме културни, што фрламе
што предпрошла година, прошлиот пат спомнав Охридско езеро, веш машини и што ти ја знам. Тоа не ни ги донеле ни од Албанија, ни од Грчка, ни не знам од каде. Времето иде, поздрав. Благодарам за вашето време што секако го искористивте и споделивте со гледачите како гледате во однос на тоа дали знаеме да се грижиме за езерата. Добар ден. Поштовање госпожа Тина. Почити до вас, повелете. Поздрав до вашата екипа што ме уклучи, поздрав до вашите слушатели. Благодарам. Секој ден болни теми, иритирачки теми. Дали знаеме да се грижиме? Ко се изгледа, кога 91-а се радувавме плурализмот, кога се одвоевме од Југославија, мислевне Македонија ќе ја направиме оаза на мирот, што вика се покојни Киро Глигоров. Значи све дојда, сите лоши работи што е све во Македонија во овие 3-4 години. За езерата, општо за езерата. Па што одиме подали коеве за езерото Треска, Слатното езеро Скопјани, знаат со каков радост се пушти 77 или 8, колку 15-20 години, дојде еден блерин беџети да го узурпира езерото. Кој е тој? А со каква љубов и радост и од цела Македонија доаѓа. Сега за Преспанското, најголеми виновници се Бузлевски и Гештаковски, пошто тие беа градоначалници, а мислам и Гештаковски беше на локална самоуправа. Тие не знаеа тој проблем е пред 30 години дека Грција кради вода од таму, тоа малото езерце на Преспанско доаѓа кај градот Костур, а Костур ќе е најплодното земјиште Костурско поле во Грција. Значи, тој проблем е 30 години. Што презема нашите? Ништо. Важно фотеља да се наместат. Благодарам за учеството. Станете со нас. Секако ќе слушнеме, верувам, и други гледачи. Еве, ќе ни биде особено драго и доколку слушаме и гледачи кои што ќе ни се јават директно од Преспа, можеби. Така да, Црвена линија, денеска подсетуваме, зборуваме потикнати од последната алармантна, ќе речам слободно, загрижувачка состојба на Преспанското езеро, но воедно она со што се соочува и Охридското езеро е намалување на нивото на водата. Но, еве, дури за Преспанското езеро, секако се поканети и од Рамсар мисијата во Македонија, односно се со цел да се изготват проекти, решенија како ќе се спречи оваа загрижувачка појава, каде што стануваме од ден на ден сведоци дека Преспанското езеро исчезнува. Па умееме ли да се грижиме за нашите езера? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па што да се грижиме за езерата кога немаме падавини? Џабе, за да го имаме Преспанското езеро полно со вода, како што беше, како што го памтиме, на 5 метра од патот почнуваше, од патот низ Претор што врви, на 5 метра почнуваше езерото. Само 5 метра плажа имаше, 5 метра песок. Сега езерото е дженемите далеку. Што е работата? Нема снег, немаме снежни зими. Пелистерот треба да биде товарен со снег, за да се топи цела година снегот и да го полни езерото. Нема шанса ние друг начин да изнајдиме за да го спасиме езерото. Само тој начин, природен начин, ништо друго. Тоа дека понира езерото, понирало и секогаш Охридското езеро фактички се полни од него. Кај Свети Наум изворите, тоа е Преспанското езеро. И добро се гледа трагата на езерото, кој ќе се види на Свети Наум, се гледа точно кај оди, дека оди кај Хотел Дрим, тамо во Струга. Значи, тука се многу јасни работите, така да нема што да правиме. Природата си е природа. И јас имам куќа таму, тука е цела работа. Ја почнав на 80-та година, езерото беше како што кажав. Значи,
Драго ни е што се вклучивте во Црвена линија, па и ве охрабрувам доколку сакате со оглед на тоа колку што можевме да разбереме дека од далечната 1980 година сте имале и куќе и дека го паметите Преспанското езеро во некоја и такако подобра состојба. Сите го паметиме кога станува збор за Преспанското езеро и како езеро во кое што летата се минува, секако голем дел и од децата се разбира поминува училишни летни одмори, но сега едноставно најверојатно Преспанското езеро може само да се помине пеш, со оглед на тоа што се повеќе од ден на ден исчезнува. Ви се чини ли дека умееме да се грижиме за нашите езера? Добар ден. Добар ден. Ало, здраво. Здраво, повелете ве, слушам. Добар ден. Така, Маријана, јас се јавам од Велес. Маријана, имаме куќа ние во Преспанско езеро, за разлика од господинот што се јави претходно од другата страна. Од претор, јас од другата страна имаме куќичка, ние одиме таму викендица во Стење, селото. Така? Порано беше многу убаво во Стење. Плажата беше за мерак, се беше песок, многу убаво беше. За разлика сега, последните неколку години, многу се повлекува езерото, трска се појави, ја го памтам езерото, јас сум снаа таму. Го памтам езерото која беше село песок, прегледно беше, на километри се гледаше. Многу беше убаво. Сега жалосно е стварно, се е трска, се е трава, се е тиња, за никаде е сега. А по цело лето ние одиме таму, си седиме летно време, воздух е добар, се е убаво, ама езеро за ништо не чини. Ви се чини ли дека умееме да се грижиме, еве, особено кога имаме ваква ситуација, односно, како велат, подобро да се спречи отколку да се лечи? Да, така е, подобро да се спречи, меѓутоа не знам кој би можел тоа да го спречи. Благодарам. Ако е тоа се драго ми, еве што слободно ќе кажам од прва рака, сте некој кој што години наназад сте очевидец како изгледа состојбата на Преспанско некогаш и каква е сега. Ги охрабруваме и оние кои што не следат директно од Преспа, па еве и како гледачите кои што имате куки викендички и редовно одите во Преспа, еве можеби вие некако поинаку се разбира ќе го детектирате проблемот и секако ќе дадете вистински одговор на прашањето дали умееме воопшто да се грижиме за нашите езера. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден, повелете. Благодарам. Па вака, прво да кажам, штета е, жалосно е, што е на такво прекрасно езеро се губи и еден ден ќе го снема. Јас лично ќе кажам за себе. Ние имаме кампови на Преспанското езеро, што се вика секој лето бевне таму, до 86 година бев редовно. Од 87 си купив стан во Охрид и така да сега значи повеќе сум посетител на Охрид. Меѓутоа, за ова има решение. Како што го решија проблемот со Дојранското езеро, најдоа подземни јаки води и џавато, тоа го вика џавато, со пумпи, значи се носи вода и езерото се носи, ако не повеќе, барем до нивото, некош и повеќе од тоа што е ниво. Треба, значи, да се заложи државата, власта, дури ако треба и со помош од УНЕСКО или кој ќе биде тамо, значи да се најдат подземни извори, подземни води, со пумпи да се дохранува езерото, да не се изгуби, значи, а проблемот е што подчвената земја, значи е варовник кој лесно се топи од водата, значи се отварат големи отвори и на некој начин природно повеќе те истекува од година во година и тоа е принципот што водата бега и со тоа фактички го храни езерото, Охридското езеро. Се додека е Преспанското горе има колку толку вода, Охридското нема да се... Меѓутоа кога ќе се изгуби Преспанското езеро, Охридското ќе биде бара, исто како што беше и Дојранското. Благодарам многу за одговорите во Црвена линија. Во продолжение ќе го прочитаме и коментарот на господина Славчо Гиздовски, еве што напиша на профилот на Црвена линија на Facebook.
На прашањето дали ако продолжиме со оваква грижа ќе останеме без езера, Славчо напиша: знаеме, ама не сакаме. Затоа што немаме корист од тоа. За ништо не се грижиме, како да после нас нема да има народ. Нашите технолошки достигнувања се главните виновници за малото количество на снег и дожд во текот на годината, со што и езерата и реките се пред пресушување. Благодарам, господине Гиздовски. Продолжете да учествувате активно и секако да ја гледате Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме. Знаеме ли да се грижиме за езерата? Во нашата држава 60% народот знае да краде, да лаже и да навредува. Никој за ништо не се грижи. Само кога ќе дојде на власт, јас и тој се што знам. Затоа, македонци, размислете, победете го овој народ и државата, победете сметка за се што е наше богатство, а не уништувајте се и се што. Пријатно, Тина, и многу фала што ме сослушате. Големо благодарам и ние ви велиме вам што еве дадовте одговори и земавте активно учество во Црвена линија. Останете, се уште траеме и се уште сакаме да слушнеме одговори од вас. Особено еве ги покануваме и оние кои што живеат во колијата на Преспанското езеро, а драго ми еве ќе потсетам што имавме гледачи кои што можеби не живеат, но и такако од година во година наназад па се до денешен ден редовно ја посетуваат Преспа на ваков или онаков начин и се сведоци на она што му се случува на Преспанското езеро долж годините, а тоа е еколошка катастрофа, каде што Преспанското езеро полека ден на ден пресушува, наликува на бара, а всушност е езеро на кое што особено и повозрастните генерации имаат убави спомени, бидејќи многу лета се поминати на плажите на Преспанското езеро и всушност туризмот е она по кое што и јаболките е препознатлив овој район. Па умееме ли да ги чуваме езерата? Добар ден. Добар ден. Повелете. Во Преспанското езеро, за да има вода, од 25 километра, почнувајте од Крушје, па до Претор и од Тешево, има 3-4 илјади пумпи. Слушате? Внимателно, продолжете. И 3-4 илјади пумпи дења ношја само тргат вода и ги вадат бавчиве. Таа вода што се пумпа, што и вадат бавчиве, таа вода да оди во Преспа и Преспанското езеро ќе дојде пак до Царедор кај што беше. Едно време Преспанското езеро дојде до Царедор. И затоа немаме сите побавчиве имат пумпи. Дали сте еве оптимист дека ќе се спасат езерото, особено Преспанско? Не може да се спаси езерото, бидејќи овие 3-4 илјади и 5 илјади, 10 илјади пумпи што има, дења ношја само да вадат бавчиве. Така, благодарам многу за учеството и секако за вашите одговори. Па еве, по она што слушаме, умееме ли еве да управуваме со овие природни ресурси, умееме ли да се грижиме за езерата? Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Прво не сакаме, а второ и не знаеме доволно. Ама тоа што не знаеме не е страшно, може да се научиме.
Страшно е тоа што не сакаме. Затоа што овде таков е менталитетот. Ја безброј пати сум рекла, се што е заедничко не треба да постои. Да беше на некој приватњак, ќе се грижеше, тој ќе направеше, знаете што? Ривиерак, што би рекол Трамп. Ама кога е заедничко мора да се уништи. Нели за Дојранското беше спомнато, има направено пумпи и канали за водите. Па има, ама никој не ги одржува и во моментов не работат. Значи ние и тоа што сме знаеле, сме го оставили на завод на времето да се запусти. Тоа е менталитетот што се спомнува денеска и за корупцијата. Значи нашиот менталитет, нашата себичност ќе не уништи сами себе, а не езерата, не реките, не шумите, сите природни богатства. Впрочем и човекот е природно богатство. И нас природата на некој начин не создава. Се додека ние си размислуваме за себе, а за оној другиот до нас не, вака ќе ни се случува. Како што преспанското е поврзано со охридското, што рече гледачот, со време и на охридското ќе му се случи тоа. Значи, ние свеста треба да си ја смениме. А тоа што не знаеме, мал проблем, ќе научиме. Се учи, ако не знаеме, има човек што ќе дојде да ни каже да побараме помош или сам некој ќе се понуди и ќе не обучи. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Продолжете и вие да не гледате. А ние продолжуваме со вклучување и уште еднаш ќе подсетам, особено ќе ни биде драго ако ни се вклучат и гледачи, поточно граѓани од Преспа, кои што може би онака од прва рака ќе споделат каква е и моменталната состојба, што забележувале низ годините и како им се чини, кои се и најголемите причинители поради кои што ова денес му се случува на Преспанското езеро, кој што се повеќе ќе станува, ако продолжи вака, да биде бара, потоа и да исчезне. Па сосема логично Црвена линија прашува, умееме ли да се грижиме за нашите езера, дали знаеме да ги одржуваме ресурсите природни со кои што располагаме и со кои што навистина ова земја и треба да биде горда, барем од она што ни е дадено. Добар ден. Добар ден, Македонија, Бог на помош. Добар ден, господине Тале. Па умееме ли да се грижиме за езерата? Како ви се чини? Па кој како? Човек кој ја сака Македонија како мајка, родина, како татковина, тој за нас да се грижи. Имавме пример, нели, каде македонско ВМРО, пуштото уништено бара Дојранско езеро, го спаси од пустелија, направена од СДС уште во време на СФРЈ, кога, нели, Белград, без да ја праша Македонија, му даде право на брачата им Грци да максимално го искористува Дојранско езеро, тогаш така го испусти СДС, ВМРО дојде народно македонско наше, го спаси, направи пумпи, како река, каналче, се полни Дојранско езеро. Но пак овие години, пак СДС тие пумпи сигурно ги исклучи да се уништат, па да сигурно видина да биде пусто бара езеро, Дојранско езеро. Нели, кој езеро, нели, има и лековита вода. Така е во цела Македонија. СДС пусти, ВМРО спасува. Но не се само СДС виновни, како на водство, туку виновни се и оние виновни што гласале за нив, што добрите дела на ВМРО, кон нив и кон Македонија ги мразат, а лошите, злосторнички, криминални, предавнички дела на СДС ги стакаат. И после кој му е лошо, криве Македонија, а не тие што подржувале предавства, криминали, уништување на СДС. Разликата е голема. ВМРО спасува. Кажете ми, дали ако продолжиме вака ви се чини дека ќе останеме без езера? Па се е можно. Синдромот на самоуништување тера, значи. Така, благодарам и вам за јавувањето. Ајде да видиме останатите гледачи, се уште трае Црвена линија, пишувајте коментари, а сега кој ќе ве посета, може би некој подоцна се вклучи и внимателно слуша или за особено состојбата со езерата, особено состојбата која што е повеќе од алармантна со Преспанското езеро. Еве ја анкетата, заследете не, можете и во овој момент на Инстаграм и брзо кликнете на Инстаграм сторија, таму одговорете и на прашањето дали ако продолжиме со ваква грижа ќе останеме без езера. Имате, како што гледате, две опции за одговор. Да, не, сето ова може да се одговори на профилот на Инстаграм на Телма телевизија. Повторувам, Инстаграм стори. Добар ден. Здраво. Здраво, повелете, ве слушаме.
Да ти кажам искрено, па не е само Преспанско езеро. Таква е Сите езера у држава се уаут. Кој езеро е саглам у држава? Кој има издашност на вода? Ниедно. Сите реки и езера се упропастено и опустено. Како може да имаш ти езера кои се одржаваат кога водата ја испушташ и усред зима и усред лето не дозволяваш да се напунат акумулации на езерата. Мораме да ги обскрбиме комшиите околу нас, комшиските држави. За Албанија, села Западна Македонија што се реки, водостои, се тоа иде за Албанија да имаат струја енергетска, да имаат снабденост. Нашиот јужен душман и Преспанско и Дојранско езеро ги троши за наводнување на нивите и сите останати работи. Сите други езера што се вештачки акумулации претежно ги окупираа приватниве газди, си направија каптажи и сега ти продаваат овдека дали сакаш кожупчанка, дали пелистерка, дали сакаш ваква вода, таква вода. Со тоа што ги запреа сите извори пристапни да се доаѓале до некоја акумулација каде што се собирале тие води. И сакаш езерата да функционираат и реките да ти бидат пуни со вода. Нема да ти бидат. Све е соапашана работа. И комшиите крадат, и нашиве крадат, и среки тиде пустош. Ајде здраво. Поздрав, благодарам и вам за јавувањето. Ајде да видиме што ќе кажат и останатите гледачи. Црвена линија се уште трае, се уште е активна анкетата. Давајте одговори. Еве и за оние кои што ќе се вклучат во живо, сега до на што можевме да слушнеме, едноставно црвена линија во фокусот на денешното издание е да се постави прашањето дали воопшто знаеме да се грижиме за езерата, особено дали и не само дали знаеме, туку и дали едноставно сме неодговорни кога станува збор кон нашиот однос кон природните ресурси, а навистина нашата земја е дарувана со неверојатно убава природа, езера. Доволно да подсетиме дека и Преспанското езеро е едно од најстарите езера, сега се соочува со невидена еколошка катастрофа. Па, добар ден. Па јас бев Прегески. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Па бев Прегески, кажав нешто. Кажав дека и порано се користеле водите на Преспанското езеро, например, за наводнување и пумпи имало и порано. Се користела водата од тој регион, од тој рејон таму. Меѓутоа, езерото си постоеше, беше големо, беше добро. Значи, остана снегот. Јас се сеќам како дете имам газено и снег, голем, и то среде во градот во Битола, имам газено и снег, голем 80 сантими. Кога имаме видено овие години таков снег? Кој има видено? Дали некој памти таков снег? Поготово твојата генерација. Дали знаете токав снег? Кај имало? Па нема снег горе по планините, нема ништо нема. А тој снег е акумулацијата за цела година. Тоа е тој што го полни, се топи пополека и пополека си го полни езерото. И така оди та работа. А ви се чини ли дека овој го користи, овој го празни. А ви се чини, се извинувам, а ви се чини ли дека се инвестира доволно да се прават проекти, да се реализираат каде што нели ќе се сочува? Па нема проекти, едино да ги викнеме овие апачите што се од Америка, тие... Така, добро, благодарам многу за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Значи се работи за една обична природна појава. Намалете го веднаш тонот на ТВ приемникот, ве мола. Ништо, само проверував дали сум јас на линија окей. Ве слушам. Ве уред. Се работи за природна појава. Преспанското езеро е езеро кое што флуктуира од време на време, значи на 50 до 100 години има покачување на нивото и намалување на нивото. Инаку, долго време го следам овој процес, така да кога беше Преспанското езеро на
најмало ниво во пределот на Наколец, бидејќи таму прво се празни од е најплитко. Пронајдовме темели од цркви кои што датират од пред стотици години. Значи, на времето Преспанското езеро било уште пониско, а после надошла вода буквално до стење и до патот кој што води за Отешево, а сега повторно се повлекува. Значи, обична природна појава. Тука човекот нема што да интервенира. Нити може да интервенира, не постои никаква можност. Не канали, не цевки, не пумпи, тоа не доаѓа во обзир. Дали ви се чини дека треба еве да бидеме оптимисти дека повторно по природен пат ќе се наполни водата и Преспанско повторно ќе блеска? Апсолутно дека ќе се наполни. Така, големо благодарам еве што споделивте ваши сознанија со гледачите на Црвена линија. А ние во продолжение повеќе од јасно дека треба веќе и да ги соопштиме резултатите од анкетата. Така да еве како на Инстаграм одговорија на денешното прашање дали ако продолжиме со ваква грижа ќе останеме без езера. Со да одговорија 85%, а со не одговорија 15%. Сега останува почитувани да ги погледнеме рекламите и повторно да се сретнеме во студио по нив. Почитуване, благодарам. Оваа Црвена линија секако и денес беше успешна благодарение на вашето учество, секако утре повторно со нова тема и нов предизвик. А сега прашање до комшиите, дали се сеќаваат кога последен пат биле на Преспанско езеро? Ја бев на Преспанско езеро кога требаше да го интервјуираме на линк градоначалникот и ни задоцни на линк, па бевме потоа на еден друг линк за еден хотел, сега да не правиме реклама. Исто така интересна приказна и таму е приказната на Аман, като заврши, како се вика, 15 минути за Преспанско. И таму е Spirit of Преспанс, значи многу интересна приказна на една господја која што има овоштарник и така натаму. Така, ме интересираше за Преспанското езеро. За мене нема време да одговорам. Преспанско го немаше и тогаш. Го немаше и тогаш. Не, мене ми е многу жал, сега ме врати во детството Мите Богоевски Така е, тоа чекам да слушнам. Жално што повеќе не функционираат сите тие одмаралишта, но тоа е тоа ново време, лудо време. Чао, Тина!